Во Македонското собрание се одбележа Меѓународниот ден на лицата со попреченост и Меѓународниот ден на човекови права. По тој повод се одржа настан на тема поттикнување на инклузивни општества со лицата со попреченост за унапредување на социјалниот напредок. Во своето поздравно обраќање председателот на собранието Африм Гаши рече дека лицата со попреченост не треба да се гледаат низ она што општеството често го нарекува ограничување, туку низ она што тие на вистина го представуваат. Тие се извор на инспирација, енергија и талент. Наша институционална и морална должност е да создадеме услови, политики и средини каде што овој потенцијал нема да остане невидлив, туку ќе добие целосна форма, рече председателот Гаши. Најголемата сила на нашето општество е неговата различност. Секој од нас носи единствена перспектива и придонес. Да продолжиме заедно со солидарност, емпатија и решителност да градиме општество каде што никој не се чувствува запоставен и каде што секој има простор да ги оствари своите соништа. И кога зборуваме за соништата, мојата главна порака е токму за овие поединци. Светската историја е полна со примери што докажуваат дека талентот, визијата и внатрешната сила не се ограничени од никаква тешкотија. Најголемите успеси во науката и во многу други области го носат печатот на луѓето кои имале попреченост. Затоа, осмелете се да сонувате, како што порачал шпанскиот писател Зуфон, чувајте ги вашите соништа, никогаш не знаете кога ќе ви бидат потребни. На овој ден кажуваме на нашите сограѓани со попреченост дека тие се видливи, а ние како политички чинители внимаваме на нивната општествена благосојстова при креирањето на политиките. Оваа важна комуникација се спроведува токму преку интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со посебни способности. Визијата за формирање на оваа група уште во 2003 година е да представува спрега помеѓу организациите на лицата со попреченост и власта, да биде гласноговорник кој ќе ги артикулира потребите на лицата со попреченост пред народните избраници, како и да помогне тие потреби да се вообличат во конкретни законски решенија кои ќе гарантираат остварување на правата и создавање еднакви можности, овозможувајќи инклузија на овие лица во сите општествени текови. Како пратеници секако дека и како член на интерпартиската парламентарна група, како во првиот мандат, така и сега во вториот мандат се залагаме за подобрување и за слушање на барањата на здруженијата на лица со попреченост и на сите лица со попреченост и што поголемо вклучување на тие барања и имплементирање во законските решенија со цел подобрување на секојдневниот живот на оваа група на граѓани. Имаше одлични дискусии кои што сублимирано преку заклучоци ќе бидат доставени до интерпартиската парламентарна група за лицата со попреченост, меѓутоа и до сите комисии кои што имаат допирни точки со законите на лицата со попреченост, за да можеме да не зборуваме декларативно само, туку да превземеме конкретни активности во наредниот период и да оние барања од здруженијата бидат преточени во конкретни законски решенија. Верувам дека ќе има потреба за измени на закони кои се во прилог на луѓето со попреченост. Значи ќе се потрудиме ни од наша страна, зашто да не и поголема соработка со невладини организации кои се директно вклучени со организации кои се во подкрепа и кои се во тој смисол на една помош, зашто да не и хумана, па и просветна и економска и од сите сфери. Видете, во секој случај, секаков настан од ваков тип во однос на лицата со попреченост е за нас една оценка плюс. Ние сме представници на лицата со попреченост, конкретно јас доаѓам од Здруженијето Мобилно Скопје
Здружение за телесни инвалиди. Нашата борба е непрестајна и таа трае и е бесконечна. И ќе трае се додека не ги оствариме нашите права и се додека не го направиме нашето секојдневие да биде достоинствено и еднакво со останатите луѓе, бидејќи самата конвенција го вели тоа. И сите на ова небо сме исти во човековото семејство. Ваквиот тип на настани секако дека е од огромно значење, бидејќи имаме можност пред едно законодавно тело да ги искажиме нашите барања и да го потврдиме оно што го работиме и зад камерите, и зад овој дом, во комисии, во предавални и така натака. Нашите потреби се огромни, значи потребите наши почнуваат од основната клетка во домот. Почнувајќи од домот, еве се да јас дојдам тука, нели мора да имам прво излез од домот. После тоа мора да имам превозно средство, мора да имам соодветни патеки по кои што може да дојдам тука и во овој дом да имам соодветен пристап за да можам да влезам тука. И веќе кога сме тука е нашата борба за да може да не чујат и да бидеме заедно со оние кои што се одговорни да не ги остварат нашите права. Овие настани многу ни помагаат со цел лицата со попреченост да се вклучат во јавниот и политичкиот живот, за да можат подобро да придонесуваат во секојдневното општество, во донесувањето на одлуки. Инфраструктурата искрено треба да се подобри пред се во надворешниот простор, во улиците, исто така институциите доста треба да бидат функционални како собранието, владата, судството. Треба да се направат пристапни рампи, тактилни патеки и озвучување до сите простори, сите кабинети, за да се знае до кој кабинет се доаѓа.